Пред банката на Федерални резерви на Чикаго, Трговската комора и Банката на Америка растат гласовите на незадоволство. Протестот "Окупирај го Чикаго", неформално поврзан со "Окупирај го Wall Street" во Њујорк, трае веќе неколку недели. Се повеќе луѓе се приклучуваат на уличните демонстрации. Интересно е што "Окупирај го Wall Street" и другите движења се случуваат во исто време со нашето. Сега постои национална платформа да говориме за нешта што ние со години ги организираме. Групата на Амиша Пател, подпомогната од активисти на "Окупирај го Чикаго", одржува мирни протести цела недела, секој ден со различна тема. Овој пат неколку стотици пред Чикашкото здружение на трговци со недвижнини го кренаа гласот против хипотекарските практики и кредити. Сите имаме своји маки, но овие се насочени на неколку главни теми, од кои јас мислам најголемата е политичката одговорност. Рој Олгрин е воен ветеран и пензионер. Требаше вакво незадоволство на улиците и порано. Мислам дека само ќе расте. Желбата можеби ќе му се исполни. Организаторите најавуваат дека овие протести се само увертира за оние во мај, кога Чикаго ќе биде домаќин на самитите на групата ОСОМ и НАТО.